добро утро Македонија на јавната шпица на оваа рубрика. Сигурно се сеќаваат и на еден човек од групата на Метали Ограда, што со ваков гест го смирува студијата. Токму тој е и денеска гостин во оваа рубрика, Петков Димитар, инаку директор на клубот на Метали Ограда. Еден од луѓето кои први започнаа со кошарката во Струмица. Пред да започнеме да зборуваме за историјата на кошарката во Струмица, кажете ми конкретно за тој гест. Што тоа значи, че сигурно ќе ги интересира и гледачите? Па видите вака, тоа беше на Прелесно металски завод, тоа беше преклани Витон. Тука јас реагирав, иначе јас сум познат доста темпераментна група, познат да бите делегати прејави суди. Може би не би требало така да биде, меѓутоа како сум ја можам да се менјам. Меѓутоа на тој натпревар со МЗТ во Струмица реагирав на една одлука на судија Данчо Ивановски. Мислам помена дека одлука му беше не на место. И он ми рече, вика, споменат, седни, дрепи Дунам Петничка. И јас се повлекла. Не знам ме потегна после од нас уште еден пат и отидов му кажав, ако имаш, ти извинувам пред јавноста, ако имаш газ, дувли ме ако имаш работа. И он без да размислува, дојде и дувна Петничка, што може би тука и звучи како личата и изглушат со петен резултат. Меѓутоа, мислам дека одлуката на Данчо Ивановски не му беше на место и ден денеска многу суди и делегати се чудат како може Данчо Ивановски да ми даде така слободно се течка. Сега, ако ги се вратиме назад 63-та година, кога всушност си започнала кошарката од Струмица, како беше Словенецот како кошаркар? Дали исто вака како што реагира и денеска? Да, видите вака, јас почнав од 63-та година, со Адискелев, Преметаров, Манчев, Пецев, кој имаше и во работнички. Така да тоа беше и да не ги набрајам понатаму, една плејада играчи кои ја препородија кошарката во Струмица. Беше една добра генерација кој остави после од 63 година остави една трага за понатаму голем развој на кошарката во Струмица. Мислам, ние бевме играчи кои после преку нас кој ден денес оставаат познат кошаркари како добра генерација, добри кошаркари, а лично за себе да ви кажам, мислам дека се бројам меѓу тие кошаркари кои действително играта на мојот клуб. Играв крило, на тоа време тоа беше висина, може би доволна за тие години и за тоа време без доста прецизен, давав минимум 15, максимум 30 коши давав на прва, да познат со Хоров, јас сум познат левак сум. Штета што тогашно време не имало 6.25, па веројатно пројектите ми биле подобарна страна. Видите вака, тоа беше далечните 68-9 тука негде година, требаше да идеме првете напред во битва. Ние отидовме мислам со 2 джипа, така нешто беше, и стигнав во битва, меѓутоа двата хотела во битва беа преполни. Тоа беше баш 16 април, денот на железничарите. И кај идеме да стиеме, нема касно беше, нема кај да стиеме, идовме да стиеме во вагоните, во возот, кој што беше спремен за кратко време да тргне за битва. И остававме таму наши играч, кој е Сандо Масев, кој е сега денес спортски работник и технички директор на клубот Македонија 91. Ние го остававме да стражари таму и му реков, ако нешто десува, onda ја будеме сите право да рипам кој каде знае да бега. Меѓутоа веројатно имам малку закаси, меѓутоа ипак успеавме, возот тргна, кој низ врата, кој низ прозорец, меѓутоа еден остана, не знам, последно време беше близко, беше до да, меѓутоа тука још се извлече од прозорецот и така да тоа стане да се капи. И тај така се табајалето не наспани, игравме, тогаш играше во 10 сата, 10-11 сата игра, мислам дека